Благодарам, господин Талат Джафери. Да разчистиме една работа. Защо станува збор? Да обясниме за граѓаните. Додека беше предходната власт предводена од ВМРО-ДПМН, во текот на годината имаше 2 пати покачување на пензиите, во кои што еднаш беше вкалкулирано покачувањето според анализи пресметковни по 2 критериуми. Едниот критериум беше ова што сега останува, а другиот беше пораст на просечната плата. Но дополнително, со одлука на собранието, секоја година се качуваше пензијата за 5%. Што беше резултат на тоа? Господјо Шехпаска, ве молам бидете внимателна. Во текот на владењето на ВМРО-ДПМН, просечната пензија во Република Македонија се покачи за 80%, а најниската пензија се покачи за 106%. Тоа свесно го правевме, заради тоа што оние кои што зимаа по 4, 5, 6.000 денари пензија, мислевме дека треба да им се помогне најмногу. А оние кои што зимале по 25, 27, 30, 33.000 денари, и со помало покачување би требало да бидат задоволни и да ги имаат основните услови за живот. Што се случи кога СДСМ дојде на власт? СДСМ кога дојде на власт, прво го прекина ова покачување по 5% во текот на секоја година. И сега нема такво покачување. Второ што направи СДСМ е сега, пред неколку месеци, во декември месец, ако не се лажам, го укина основот за пресметка на висината на пензиите по однос на пораст на просечната плата. Зошто го направи тоа? Заради тоа што со воведување на минималната плата се забележа статистички пораст на просечната плата и тоа ќе повлечеше порасти на пензијата. Но СДСМ одлучи тој критериум да го исклучи, за пензиите да стагнира. Оваа статистичка анализа која што ви кажува господјата Шехпаска е само статистика која што во реалноста не ја гледаме, зашто може да е основ само врз база на структурална промена на бројот на пензионери во повисоки или пониски категории. Односно, повеќе луѓе се пензионирале со повисоки пензии, а повеќе пензионери починале со пониски пензии. Така да порастот ефективно, сите ние дома или во комшилок имаме пензионери и знаеме дека пораст на пензиите нема или се сведува на двоцифрена бројка на денари. 50 денари, 70 денари, 90 денари, ништо повеќе. И тоа е така во време на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани колеги, јас би немал проблем со таа ваша политика по 2 услови. Прво, ако бидете искрени и не ги лажете континуирано, кој што ги лажете, дека има пораст на пензиите, кажете, одлука е да нема пораст на пензиите. Заради фондот, заради ова, заради тоа. Немој да ги лажете. Во тој случај јас би ве поддржал. И вториот услов како би ве поддржал е ако тие пари кои што не ги насочувате кон пораст на пензиите, ги насочите кон младите, например. Ги реновирате студентските домови, кои што не ги реновиравте, а ги излажавте. Или реновирате школи во Република Македонија, кои што не го правите. Додека беше господјата Рената Треневска министер за образование, милиарда денари капитални инвестиции ги врати во буџет, не направи ниту една реконструкција на ниту едно училиште во Република Македонија. Значи, доколку не ги лажете, е првиот услов, и вториот услов, доколку тие пари не ги трошите за нови пасати на сите министри, за не знам патувања со такви, вакви и такви услови, или да не бројам се друго, или фонд за иновации, или адвокатски услуги на блиски адвокати до вас, а ги насочите кон нешто што е потреба на младите, например, ја би ве поддржал. Но вие ни едното ни другото не го правите. Ем зимате повеќе пари, ги покачивте придонесите, ги покачивте даноците, ги покачивте акцизите, најголем буџет во Република Македонија има од било кога во последните 30 години, ем ги стагнирате пензиите, ем не реновирате училишта, не реновирате студентски домови, ништо. Што се случува во текот на вашето владење? Се покачија придонесите, кажав. Ефект нема. Се покачи акцизата. Се покачи акцизата. Ефект нема. Се покачи персоналниот данок. И тоа не само на онаа категорија која што зимаат повисока плата од 1000 и не знам колку евра. Туку го покачивте персоналниот данок и на луѓе кои што имаат по едно мало станче во Велес, во Скопје, во Тетово, во Прилепи го издаваат. Зимаат 150 евра, 200 евра. Е, тие досега плаќаат 10% данок, сега плаќаат 15% данок. И нив им го зголемивте данок. Зголемивте данок на камата, зголемивте данок на дивиденда.
Ја зголемивте цената на водата во сите поголеми градови, а ветувавте дека ќе ја намалите. Во Велес, во Прилеп, во Битола, секаде е зголемена цената на водата. Цената на лековите секаде е зголемена. Да не зборуваме дека веќе на позитивна листа во првите 3 до 5 дена може да се најде. Пензионериве во кампања ни викаа лековите што ги купуваме за 300 денари, сега за 1300 ги купуваме. А пензија иста. Трошоци на живот до небо. Цената на нафтата која дојавте на власт беше 45 денари, сега е 65 денари. Знаете која е таа разлика? Кој е тоа оптеретување за стопанството и за граѓаните во Република Македонија? Во исто време, почитувани колеги, велам, бар нешто да направевте. Што правите вие? Ги оданочувате луѓето дополнително, по различни основи, акцизи, придонеси, персонален данок, данок на закупнина, а ништо не им давате на граѓаните, освен што, пазете, зимате од успешните, ве молам господја Шехпаска, зимате од успешните, а по партиски клуч делите по ваши фирми и по ваши адвокати. Тоа е единствено нешто што го прави. Фонд за иновации, партиски список. Адвокатски услуги по јавни предпријатија, партиски список. Таму се излива. Само од едно јавно предпријатие во државата. Слушајте, ве молам. А има стотина така. Само од едно јавно предпријатие во 2017 година пола милион евра се излеани на адвокати. Само од едно јавно предпријатие. Водовод Скопје. Само од едно јавно предпријатие. Затоа, почитувани колеги, што предлагаме ние со овој закон? Предлагаме, ако веќе неќете да им ја покачите пензијата на пензионерите по 5% како што ние правевме, да бар да не се укинува пресметковното покачување на пензиите во согласност со двата досегашни критериуми. А дали е популизам или не, треба да одговорите зошто владата кога го пушти овој закон, беше свесна што прави. Но за да го покрие, за да ја покрие штетноста на овој закон, измисли афера дека ДУИ украле 19 милиони евра од фондот за пензиско. А всушност тие пари не биле само уплатени во вториот фонд, останале во првиот фонд. И тогаш министерката, не знаејќи што да објасни, вика ДУИ украле, па после било техничка грешка, па обвинителство имало предмет, немало предмет, тоа се вика спинување. Во момент се пушта водата на друга воденица, за да се покрие фактот дека по оваа пресметка пензиите ќе стагнираат. И пак ќе речам, и ќе завршам со тоа. Јас апсолутно немам проблем ако излезете искрено и кажете на граѓаните пензиите нема да растат или пензиите не растат, тоа е политичка одлука на СДСМ и на влада. За да го стабилизираме фондот, за да направиме ова и ова. Нема проблем. Немојте сега на реплики да ми кажувате дека се покачени пензиите, имам дома 2 пензионери. Втора работа. Кај одат парите? Нели пола милиарда евра се крадеа од режимот предходно? Нели пола милиарда евра одеа за Скопје 2014? Сега, вие не крадете, нели? Пола милиарда остануваат плюс. Скопје се раздолжуваат. Инаку, пошто ме прозива колешката Ременска, апсолутниот долг на Република Македонија од кога СДСМ е дојде на власт е зголемен за пола милиарда. За пола милиарда. Тоа е една хидроцентрала да се направи голема на Козјак. Тоа е. Значи, за пола милиарда е зголемен апсолутниот долг на Република Македонија од кога СДСМ е дојде на власт. Таа приказка дека се раздолжувате, може на деца од прво деление да им објаснува. Значи, нити градите за студенти, нити градите за млади, нити набавувате превозни средства, нити реконструирате училишта, нити реконструирате болници, нити набавувате медицинска опрема, нити зголемувате пензии, нити градите водоводи. Ништо не правите. А во исто време зголемувате даноци, зголемувате буџет, зголемувате придонеси, зголемувате акцизи, зголемувате цена на лекови, зголемувате цена на вода, имате најголем буџет во историјата на Република Македонија. Тоа е економската реалност на Република Македонија.
Реконструкција на влада не треба, почитувани колеги, треба оставка на влада. Благодарам.